Ве поздравувам, чеда на Македонија од памтивек, сега и за сите времиња. Нека е вечна слава на хероите, знаени и незнаени. На војводите, едно од најголемите востанија на Балканот против робството, без разлика чие било. Ние македонците имаме само една привилегија и само еден грев и еден недостаток. Први го обединивме Балканот, први Европа и први светот. Потоа станавме последни и сега светот треба да се обедини, не баре се обистинува аманетот на Синот Божи, што рече ке се симне од небесата рајот на земјата. И сите ке бидат срекни и го распна, само затоа што некој рекоа не. Ние ја имаме привилегијата со Јахве, заговор дека ние ке владееме со светот, а другите ке бидат наши робови. Ве поздравувам во името на Синот, Отецот и Светиот Дух. Ве поздравувам во името на ова вечно сонце, во името на ова вечна земја и во името на овој вечен народ. Ајде слушнете, чеда на Македонија, и почујте. Каде и да сте по светот, народ изгонет мој. И дојдете во распарчената земја, ветена од предците, да кренеме храм на реликвиите за вечност, зашто е зграден час. Па да кренеме светилиште народот наш библиски, опеан од поетите древни и славон во сиот свет, како народ на сонцето, деца пород од боговите, со херојски дела и ден денес уште не надминати. Па ајде да кренеме олтар на жртвите возвишени, обелиск на хероите и вечен дом за незнаените, за Пирин, Вардар, Егеј син, за славата на Пела, да нема граници и терор на твоите настрадани чеда и на прадедови срушени огништа, сложно да вивне глас. Да потече од срца песната за братската љубов и да е светол споменот ко сонцето, за Пердика, за Филип, за Александар, за Самуил, за Сандански, за Дедоњу Марешевски, за војводата Димитар Поп-Ѓорѓиев, за Коце, за Шенто, за сите вас. Амин. Благодарам и уште минута ќе завршам. Ова песна е испеана 91 година на плоштад Македонија. За жал од тогаш повеќе не ме повикнува. На 8 септември пред 2 години се качив на сцената сам, диво, ненајавен, и потоа премиерот прашал зошто Канго само рече здравица, а не испеа. Да прашаме, абе вика Канго настапи на диво, не бил ставен во програмот, заборавиле. Простуваме ние, сите големи простуваат, а малите барем имаат привилегија да барат прошка. Така ние ќе простиме на грешните во светот. Така ќе простиме на нашите браќа околу нас на Балканот и на Европа, секако тоа е керка на Мајкадонија. И друго, браќа мои, ќе ми простите, да не заборавиме, ова песна е испеана, снимана, видеоспотови, ама не е вртена, знаете зошто? Па ја не доаѓам на Ич, јас сум Канго, одач, ама Кан, Хан, Каган, Кинг, Куник, на индоевропејските јазици од пред 200 година анализи која направиле. Вика, пелазгите беа први на Европа, меѓу нив пеонците, пелагонците, Хомер пре, чедата на Аксии, на Пелагон, на Пајон беа сојузниците од страната на Троја против оние што сега викат да го смениме името. Дали може тоа и дали ние сме само обични овци што не знаеме? Може би лавот во нас на крајот ке рикне, ама не за да ги раскине. Не сме ние волци која ќе влеземе во трлото се живо да раскинеме, без мера, без осет, без чувство на вина. А затоа ќе им простиме. Зошто идниот пат пророците најавиле ке дојде лавот од Македонија, ке ја избави Европа и светот кога ќе пишти од злото. И тоа време доаѓа. Само јас го барам лавот да го бидам. И затоа дојдов овде меѓу вас. А мојот колега Васил, благодарам, рече Канго да дојдеш. Ке дојдам, ама сите коли во Македонија возат за мене. Јас од Прилеп стигнав точно на време. Да го кажам Словото Божјо, зашто не сум бил само искушеник на рок-н-ролот, ниту проповедник, ниту пророк. Може би ќе бидам рок спасител. Браке мои, на крајот ќе ја испеам рефренот на темата
Махте он, храм да е божествен, да знае цел свет, Евроамерика, како не раздели. Махте он, ке славиме победа над зло, за веки веков, за сите македонци и чедата на светот. Амин. Благодарам.